За некои возачи возењето во ноќни услови е забавно и возбудливо, за некои спокојно и мирно, за некои пак е вистинско уживање, додека за други е напорно, мачно и тешко. Секој возач си има свои лични афинитети, желби и барања, но важно е да се потенцира дека согласно искуствата и истражувањата, денското возење се смета за многу побезбедно од ноќното возење. Возењето во ноќни услови носи многу предизвици, потенцијални закани и опасности од аспект на безбедно одвивање на сообраќајот. Во услови на ноќ, брзото возење повеќекратно го зголемува ризикот од предизвикување сообраќајна несреќа. Токму затоа, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Прва скопска телевизија ве советуваат за полесно справување со предизвиците од ноќното возење. Најголем предизвик кај ноќното возење е слабата видливост на патот и околината. Затоа, доколку патувате во ноќни услови, задолжително проверете дали светлата и фаровите работат со максимална ефикасност. Според англиските оптичари, околу 90% од реакцијата на возачот зависи од видот. Затоа секогаш кога возите, а особено кога возите во ноќни услови, доколку имате проблем со видот, задолжително користете ги оптичките помагала. Возењето во ноќни услови најчесто е спротивно на биоритмот на организмот и предизвикува замор и поспаност кај возачот, особено во периодот од 2 до 7 часот наутро. Затоа, доколку возите ноќе, правете почести паузи за одмор, вежби и краток сон. За полесно да се справите со заморот, консумирајте повеќе течности како вода и кафе. Разговарајте со сопатниците, пропуштајте свеж воздух во возилото и дишете длабоко. Користите ги долгите светла, но истовремено бидете внимателни и не ги заслепувајте возачите кои доаѓаат од спротивен правец. Исто така создадете си навика да не гледате директно во светлата на возилата што доаѓаат од спротивната насока или во светлата што се наоѓаат во околината. Внимавајте и на рефлексиите и на индиректните извори на светлина како издувните гасови на возилата пред вас, очите на животните, вировите вода на коловозот и така натаму. Голема е можноста погрешно да ве наведат и да донесете погрешна одлука како возач. И за крај, возете одговорно.